Почитувани, СДСМ покажа дека нема план, нема визија и не знае како. Знаат само криминал, рекет и насилие. Вчера СДСМ, како кандидати за градоначалници, извади стари и истрошени кадри за спас на криминалот. Нема нови лица, нема изненадување. СДСМ влегува во фаза каде им е јасно дека ќе изгубат и никој сериозен не им се нафаќа да биде кандидат. СДСМ вчера за втор мандат го предложи најнеспособниот градоначалник кој Скопје некогаш го имал. СДСМ оди со Петре Шилегов, кој изминативе 4 години покажа само лаги, кич и парадерство. Тој нема ништо направено. Шилегов ја продаде градската куќа и никој не знае каде завршија 12 милиони евра од продажбата. Потроши 1,5 милиони евра за неквалитетни бекатон плочки кои што пукаат уште не пуштени во употреба. За една година цените на паркингот ги изголеми за 100%. Шилегов вети и не реализира тунел под Кале. Продолжување на булевар Илинден со мост преку Вардар кон Ѓорче Петров и реконструкција на Универзална. Заев во кисела вода го предлага Филип Темелковски, кој тргна во насилна бетонизација на населбата Расадник, а во исто време една уличка, тротоар или канализацијска линија нема направено. Стари кадри се сите останати кандидати за градоначалници. Велимир Смилевски во Бутел вети и не реализира нова поликлиника. Бутелчани се лечат во руинирани бараки, а го нема најавениот противпожарен пункт. Нема ниту водовод во Љуботен, но затоа, без проблем, Смилевски потроши 400.000 евра за партиски вработувања во ек на пандемија. Сашко Николов во Штип е градоначалник, а неговите роднини од Баргала се однесуваат како градот да е нивен. Се исплаќаат плати и од по 200 денари. Се отпуштаат вработени. Народот буквално трпи за леп. Заев, како кандидат за Лозово, го предлага Ацо Велковски, кој цела држава го виде како врши мобинг и дискриминација, но и го виде како зема плата како градоначалник, а половина година ја поминува во Германија. Блаже Шапов од Богданци е уште еден функционер на Заев, кој вработува само по партиски клуч, а нови проекти нема, затоа што не може ниту старите да ги одржува. Па гледаме испукани улици, обраснати со трева тротоари и кеј. Иста е ситуацијата со Живко Кошаревски, кандидат за градоначалник на Ресен, кој наместо да работи, троши за забави со естрадни личности. За кандидат за градоначалник за Охрид, СДСМ го предлага стариот Константин Ѓоргиевски, кој не може да се справи со урбаната мафија и кој нема ниту еден проект. Непотизам, матни тендери и неработа го одликуваат Томе Христовски, кој единствен квалитет има тоа што Заев го пречека во Крушево откако тој возеше мотор. Како близок до мафијата на власт, очигледно за градоначалник се квалификувал и Зоран Зимбаков, градоначалник на Босилово, кој легализираше плат со погон за производство на марихуана на луѓе блиски до Заеви. СДСМ на престојните локални избори оди со старите истрошени кадри, не нуди ништо ново. Време е да им се стави крај на овие неработници. Време е за Македонија за сите луѓе. Ви благодарам на вниманието.